Централната манифестација на одбележувањето на христијанскиот празник Свети Трифун се одржа во Демир Капија. Традиционалното закројување на лозата ја направи председателот на државата Ѓорѓе Иванов. Македонското вино е добро познато на секаде, изјави Иванов, и се надева дека тоа ќе го има на многу трпези ширум светот. Нашето грозје и нашето вино да биде што поприсутно како на домашните, така и на странските трпези. Посакувам многу повеќе туристи да доаѓаат и да ги посетуваат нашите винари и винскиот туризам да се развија во Македонија. И евроамбасадорот Жбогар беше гостин во Демир Капија, вели дека му е чест што е гостин на еден ваков настан. Добар ден, Демир Капија. I'm very happy that I got invitation. Навистина за прв пат учествувам во закројување на лозницата. Обично секогаш доаѓам на крај во есен само за собирање на грозјата. Со нетрпение очекувам реализација на ред други следни проекти кои што ќе се реализираат во соработка помеѓу ЕУ и Демир Капија. Инаку на плоштадот во Демир Капија оваа манифестација се одржа во одлична атмосфера со македонски песна и ора. Граѓаните се надеваат дека традицијата ќе продолжи. Повеќе винци или ракија? И винци и ракија. Прочувено тука бил кралот во Демир Капија. Најубавото почва најубавото земјоделие за виновата лоза. Винце, Ракијичка, не? потешко, вака ми е подобро. Правите винце, ракијичка. Се правиме. Колку искача годишно? Па, берам 35 тона гројзе, си оставам дома 100 кила ракија, вино 200 до 300 кила. Напорно ли е земјоделието да се работи? Како не, земјоделието е најтешко. Најтешко е. Имам 3 хектари, да речем, да. И колку искача вино, ракија? Не, го давам во визбите, али се оставам за дома. Е така. Луѓето си работат земјоделие не така прилично долго големо земјоделие, и ипак има живот убав и гостопримлив народ. Колку иде литро ракија, литро вино овде во овој крај? Па ракија 150 динари, а виното 100 динари. Се нафаќа да прават? Се нафаќа, синови, двајца имам, си работат и они, си орат со трактор. А за традиција да, али да Не за пиење за јадење, него за правење дали така? за правење се прават секој. Со мене синото и така работи. Го научи. Обавезно. Секоја година ли во Демир Капија е вака? Секоја година, се повише и повише народ се збира. Свети Трифун вика дека е заштитник на лозарите. До сега ве заштитил ли? Да, точно е тоа точно. А екипата на ТВ Нова од утрово со бесплатниот воз од Скопје се упати кон Демир Капија. Иако бесплатен, граѓаните кои сакаат да патуваат со овој воз има обврска претходно да резервираат или да набават билет од железничката станица во Скопје. Голем дел се упатија на железничката станица утрово без обезбеден билет. Неколкумина успеаа да влезат, но поголемиот дел од граѓаните останаа во Скопје. За тие што немаа билет, МЖ Транспорт испрати уште еден воз во Демир Капија се со цел безбедно и удобно враќање кон главниот град.